Оваа година не, но следната можеби ќе има избори. Премиерот Мицковски остава простор за предвремени парламентарни во 2027. По вчерашната изјава каде што навести дека постои можност, денеска појаснува дека тоа е за редовниот термин на избори за 2 години. Но вели ВМРО-ДПМН е подготвена и доколку се случат порано. Сега вели дека фокусот на владата е на реформите. Има некои од партиите што се исплаши од таа изјава, ја следам од избори, но мојот став вие го знаете. Мојот став е дека оваа година избори нема, оваа година е реформска и година на консолидирање. Јас би сакал да имаме редовни избори кои што ќе се случат наскоро во пролетот 2028 година. А дали 2027 е опција, знаете дека ВМРО-ДПМН е секогаш подготвено да оди на избори и да победи. Оваа најава според СДСМ е очекувана. Тврда дека мотивот е тоа што власта се плашела од истраги и одговорност. Буџетот бил испразнет и владината коалиција се распаѓала. Се потврдува она што СДСМ веќе подолг период го зборува. На Мицковски му се брза за предвремени избори. Со падот на неговиот пријател Орбан почнува распадот на криминалната мрежа што со години ја градеа во регионот. Во Унгарија веќе се најавуваат истраги кои ќе стигнат до Мицковски и неговиот голем брат Вучич. Сите братски бизнис шеми наскоро ќе бидат под лупа. За предвремено изборно соочување се изјасни и Али Ахмети, кој вели дека нема проблем да се случат уште веднаш. Ne kam kërkuar që ditën e parë zgjedhjet para koshme të ketë, është befasi. Nesër me pas zgjedhje, po. Je i gatshëm. Gatshëm, sigurisht. Од владеачката коалиција вреди се на иста линија со премиерот Мицковски дека главниот фокус треба да е на испорака на ветените политики, додека пак од Алијанса за албанците ги посочуваат нив како директни виновници за укинување на балансерот и стагнирање во евроинтеграциите. Тоа според партијата на Таравари е причина за нови избори, како единствено решение за излез од политичко-дипломатски ќорсокак.